вечер, почитувани гледачи во нашиот редовен термин на емисијата Паричник. Темата на вечерашната емисија е актуелните обиди во преговорите меѓу политичките партии за регулирање на медиумската сфера според договорот од Пржина. Значи, рокот за договорите за реформирање на медиумите два пати пробиен, иако регулирањето на медиумите се смета за многу значајна работа за спроведување фер и демократски избори. На оваа тема ни гостуваат господата Владимир Петревски, тоа е господинот од ваше лева страна. Тоа е уредник во сервисот за проверка на фактите на медиумите и до него е Дејан Георгиевски, Центар за развој на медиумите. Добро вечер и добро ни дојавте. Добро вечер. Благодарам што не покани. По секое време. На гледачите да им кажеме дека денешна вест е дека исто така денеска по само неколку часа преговори преговарачките тимови на партиите си заминаа од клубот на пратениците без да ги усогласат ставовите за реформите во медиумската сфера. Значи ни денеска ништо не е мрднато во преговорите на оваа тема која можам слободно да речем дека во јавноста и во медиумската фела предизвика и поголема напнатост отколку што беше тоа во случајот со избор на специјалната јавна обвинителка. Дали се согласувате, господа, со ова? Па, што знам, тоа беше кога станува збор за изборот на специјалната јавна обвинителка, тоа беше некако драматично. А ова е некако се гледа драматично и некако се пресече, а ова се гледа како да ќе оди тешко. Како да ќе оди, како да ќе се влече. Не, и двете прашања си имаат своја важност и своја тежина. Мислам, изборот на специјалната јавна обвинителка е многу важен заради разрешувањето на можните кривични дела од прислушувањето, а медиумите се многу важни за изборите. Единствено охрабрувачки што мене лично ме охрабрува е што од досегашниве преговори, значи оно искуство што го имаме од досегашниве преговори, и со изборот на специјалната јавна обвинителка се разреши состојбата и со влезот на министри од опозицијата во владата и тоа прилично брзо се разреши. Тамо имаше викања, урлања и така натаму, имаше тешки преговори. ЕУ медијаторот Ван Хауте беше напаѓан од сите страни, не знам, ваков бил, таков бил. Еве сега пак повторно сега како се вжештуваат преговорите за медиумите, пак сега се зголемуваат нападите врз него. Арно, ако се фатиме ако се осврнеме на досегашното искуство со изборот на Катица Јанева и со ова што кулминираше со изборот на двајцата министри од опозицијата и тројцата заменици и министри, изгледа дека меѓународната заедница има некој механизам да ги некако да ги присили, не да ги присили е лош збор, некако да влијае, одлучно да влијае да преговорите завршат успешно. Така. Знаете што, мислам, индикативно е колку напнатост, сега да ги одвоиме другите случаи, Катица Јанева и ова што го спомнате вие сега околу министрите назначување, така, меѓутоа, имам впечаток дека многу осетлива се покажа оваа тема околу медиумите. Па имаме реакции дека има закон кој е донесен пред 2-3 години, дека е добар закон и така натаму, што има сега да се носи нов закон за медиумите и да се регулираат медиумите наново, нели, да се ресетира целата таа сфера. Дејан, што мислиш, зошто има потреба? Изминете вака, можеме и на ти. Мене не ми пречи, ако тебе не ти пречи, нема. Значи, прво, ние уште кога се носија законите, никој од медиумската заедница, скоро огромно мнозинство, тврдеше дека тие закони имаат повеќе проблеми. Посебно законот за медиуми, но секако и законот за аудиовизуелни медиумски услуги. Прво, беа подготвувани во една тотална тајност, нетранспарентна. Зборуваме за овој закон од пред 2 години. Законите што се усвоија на 24 јануари 2013, стапија на сила на почетокот на јануари 2014 година. Значи, тие успеа тогаш да и
експертите од ТАЕКС што помагаа во европските експерти и со нив да се потпише договор за тајност за да не излезе. Никој не виде додека не објавија, никој не виде прв драфт, втор драфт, не знам, некаков текст за кој што ќе можеме да дадеме, сака коментари и мислења, сака тоа да помине без дебата, сака да ја збрзаат. Знаете дека тоа се трудевме, се боревме, молење, лобирање кај меѓународната заедница за буквално да го одложиме тоа нивниот план што беше да се усвои по кратка постапка. И ти имаат проблеми. Законот за медиуми, таков каков што е, комплетно безкорисен. Сега, безкорисен. Да, тој што го имаме сега, затоа што регулира прашања што се регулирани во други специјални закони, не знам, работни односи, регулира прашања што се регулираат со етички стандарди, со етички кодекси, не регулира прашања што би требало да ги регулира, додека законот за аудиовизуелни медиумски услуги, што тогаш тврдевме, е непотребен, затоа што целото прашање на синхронизација, на хармонизација со Европската директива за аудиовизуелни медиумски услуги може да се реши со интервенции во тогаш постоечкиот закон за радиодифузната дејност. И уште поголем проблем се направи дополнително со измените што се усвоија накнадно, со обврските за производство на играна и документарна програма, со обврските, не знам, за емитување на македонска музика, квоти кои што растат степенесто секоја нова година. Со секоја нова година, така да таму има многу проблеми. Законот за медиуми, например, не ја регулира целата медиумска дејност. Ги игнорира, значи новите развојот на технологијата од последните 10-15 години го игнорира комплетно, игнорира новонастаната ситуација во медиумскиот сектор, која не е само кај нас, туку е глобална. Дали е проблем, дали не е, најверојатно е проблем затоа што сите зборуваат за тоа и бараат некакви решенија. Така што да, тие закони имаат проблеми, меѓутоа ставот на нашата организација, а и мој личен нормално, е дека медиумските закони ќе мора да се менуваат со една широка дебата, на сите заинтересирани, дека не сме убедени дека ова вистински, значи јас ги разбирам тие луѓе што сметаат дека ова е шанса со европска поддршка, притисок, како сакате наречете го, да дојдеме до некакво поместување. Тие предлози што ги даде посредникот Ван Хауте, сметаме дека се добри, со сите генерално слушуваме, освен можеби тој предлог во финансирањето на македонската радиотелевизија. Питер Ван Хауте даде предлог да македонската телевизија, радиотелевизија се финансира со 1% од државниот буџет годишно, така? Да. Знаете како, мислам дека тоа што ќе се финансира од буџетот значи не мора да значи дека тоа ќе биде под влијание на власта. Има јавни сервиси во светот, има канадскиот, да речеме, и австралискиот се први што ми паѓаат на ум, кои што се финансираат комплетно од буџет и немаат никаков друг извор. Меѓутоа, ние не сме Канада, не сме Австралија и без инструменти кои што ќе бидат доволно неки контролни, просто повикуваат на злоупотреба, а ние се покажува дека сме мајстори за злоупотреба на законите, посебно ако ми одговараат во политичка смисла. Добро, мислам дека всушност друго нешто ја направи нервозата околу целата ова работа, околу состанилноците, околу преговорите на политичките групи, околу регулирањето на медиумската сфера, а тоа се измените во најмногу, и тоа е камен на сопнување, што се однесуваат, одредбите што се однесуваат на работата на агенцијата или поранешниот Совет за радиодифузија. Вие сигурно ги имате, Владо, сигурно ги имаш ти погледнато тие предлози. Еве можеме и да ги цитираме. Па да. Хауте предлага 7 членови да бидат избрани од собранието со двотретинско мнозинство по пат на јавен оглас. Тие треба да имаат поддршка од 2 невладени организации, новинарски издруженија или 2 универзитета да поминат низ јавно сослушување. Меѓутоа сепак мислам дека од друга страна, од една критичка маса, дека тоа е болката. Значи, губењето на големите ингеренции на председателот на агенцијата. Што мислиш? Види,
Бране, многу е тешко ова проблематика легислативно да се уреди и да се уреди на сечие задоволство. Генерално е тешко, значи слободата на мислење и изразување е загарантирана со уставот. И сега секое чепкање таму ствара раздор кај некого. Значи ние овде, например во Македонија, као поранешна, нели, постсоцијалистичка земја, до 1990 година се боревме да ја отствариме слободата на мислење и изразување. Значи да имаме слободно да можеме да се изразиме. Сега се соочуваме со нов предизвик и тоа ќе биде предизвик целиот овој век. Како да ги спречиме злоупотребите во слободата на изразување. И тоа е она со што ние имаме проблем. Значи, тука никаков закон не помага. Така, ќе фатиме правец. Добре. Да, ама ова е многу важно. Значи, ова ние што го правиме, точно е Дејан што вика, се е ова вонредно. Се е ова, како се вика, вака не би се правело. Ама ние имаме сериозен проблем. Имаме, значи, видите вака на картата на Репортери без граници за европската карта за слобода на медиумите. Значи има вака 4 црни точки. Русија, Белорусија, Украина и Турција. И тие се вака од север на југ. Тие се црни точки кај што медиумите не се слободни. Значи, се што е од овие 4 земји на запад, се е или со жолта боја, или со сина боја, освен Македонија. Само Македонија е со црна боја. Тоа значи дека што? Тоа значи дека медиумите овде не се слободни. Да, и не само на таа карта, туку имаме и во извештаите на Питер. Да, извештаите, ама ова вака многу удира во очи кога ќе го видите. И сега тука, како ви кажам, тука законите не знам колку, значи имате начин да ги изиграте. Еве, да немало владени реклами за, не знам, да не се корумпирале. Не можете вие да спречите некога ако сака да му дае пари на медиумот, да не му даде. Мислам, ќе измислат, они милион начини ќе измислат. Значи, тамо се сеќавам, имаше кампања на Елем, енергијата на вашата земја. Што бара Елем сега да се рекламира? Значи, тоа не е кампања за кампањата, тоа е да се даде пари на медиумите. Не знам, исто Елем објавува лого, тендер за лого на Елем. И тендерот го добива некој медиум. А логото си остана исто. Да, логото си остана исто, мислам. Има купишта начини, сега, значи, тоа им треба, значи, парите, тоа да може да функционира, значи, да се има таа материјална поддршка и вистинските луѓе да го кажуваат оно што го кажуваат. Еве, има сега у законот за избори што се однесува на медиумите, пишува тамо дека македонската телевизија треба, не знам, 30% од времето да посвети на власта, 30% на опозицијата. Ама тоа се квантитативни показатели. Ама се квалитативно, они можат 30% да ја бранат власта, а 30% да ја напаѓаат опозицијата. Мислам, тоа го имавме порано. Со Агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги излегува и кажува, не знам, толку била потрошено време за власта, толку за опозицијата и тука се некаде. Да, ама опозицијата цело време била напаѓана, власта цело време била фалена. Или не знам, кога се појави најголеми огласувачи. Која политичка партија е најголем огласувач? И која СДСМ? А ВМРО многу помалце. И сега тука се избегнува фактот да се каже дека уствари ВМРО ДПМН нема потреба да се рекламира. Зашто се рекламира владата? ВМРО ДПМН се рекламира преку владата. И сега синоним. Да, и сега значи такви финти, такви зачколјици, јас сум скептичен дека тоа ние некако со законска регулатива ќе го спречиме. Да, они сакаат да ете така, не знам, невладени организации, ова, она, ама на крај пак ќе се сведе изборот на меѓу двајца луѓе. Значи, дали ќе биде овој, дали ќе биде оној. Тоа веднаш ќе се дознае кој е поблизук до опозицијата, кој е поблизук до власта. Мислам, и тие организации, се знаете, ова се невладениот сектор, странски платеници, соросоиди, не знам, овој, оној. Мислам,
Туку добро сега е актуелен моментот во кој ете сега се преговарава и денеска, пак не се успеало, пак се растури со останокот. Значи нешто ќе се регулира во медиумската сфера со нов закон, како што според договорот од Пржино и така натаму. Да го разгледаме тој момент сега. На Дејане. Предлогот на Ван Хауте што се однесува на агенцијата практично значи нейно враќање на тоа што беше претходниот совет за радиодифузија. Значи, мислиш со предлогот експертско тело. Со предлогот на Ван Хауте, така? Да, предлогот на Ван Хауте. И ние тоа збориме, значи тој значи враќање кон тој систем на регулаторно тело кој што е експертско тело, мало експертско тело кое што ги има сите овластувања за регулирање на тој простор, додека директорот е само нели шеф како би извршен да, на директор, кој што со секојдневните и целата техничка административна служба му е подредена и работи за советот, тоест го храни со информација, совет ги носи сите одлуки. И тоа е добро решение и најдобро е ако имаме такво тело да се регулира на тој начин. Со јавен конкурс луѓето се пријавуваат, некој им дава поддршка, тие поднесуваат своја програма пред телото што ќе ги избира. Парламентот е добра, затоа што немаме подобро тело, не можеме да најдеме подобро тело, освен да викнеме некој од страна, од надвор, па да кажеме вие изберете ги луѓето. Дали може да се избегне влијание, дали може вие да му забраните на идните членови потенцијални да имаат своја преференца, како што спомна Владо, тоа е тешко, тоа е невозможно, затоа што и тоа смаѓа во слободата на изразување, слободата на мислење. Меѓутоа, тоа е добар чекор. Друга работа што би може да се направи со таа агенција е, ако остане вака агенцијска, тогаш да се прошири составот и да биде многу по-репрезентативен за сите различности во општеството. Значи сите општествено релевантни групи, како што тоа го прават германците. Тие имаат, кај нив немаат федерален на ниво на држава, имаат покрајините. Покрајините си имаат своји регулаторни тела, кои што имаат по 40 членови. Па тука имате верски заедници, синдикати, вработувачи, не знам, жени, зелени сите. И дури тие не ги ни именува парламентот, туку тие си имаат своји процедури и тие внатре ќе се изберат нас. Тој ќе представува политичките партии застапени во парламентот, имаат право да делегираат одреден број, така да никој не е избегнат и тие ги носат стратешките одлуки, додека на директорот во таков случај може да му се даде тога агенцијски со повисоки овластувања да одлучува за секојдневната имплементација на законот и си има точно определено кои одлуки мора да ги одобри советот, кои не мора. Значи тие се двете опции генерално. Ние немаме кралица како BBC, па кралицата да дава чартер, па да го именува нели членовите. Во Англија да речеме членовите на нивното регулаторно тело ги именуваат министерствата. Меѓутоа тие имаат воспоставено процедури што се стари не знам колку веќе најверојатно со столетија за сите луѓе што вршат, сите службеници што вршат јавни овластувања или се бираат јавни функции. Така да тие сметаат дека е тоа доволна гаранција. Еве и кај нив се расправа по некој пат, се случува за тоа, колку е независно, колку е неутрално, непристрасно. Меѓутоа, од тоа не верувам дека може да се побегне, меѓутоа тие се генерално принципите по кои се бираат такви тела. Јас се сложувам со това, значи, многу е тешко да избегнете, посебно значи се покажуваме ние мајстори, ова сегашната власт, посебно мајсторска, да избегне на сите можни регулативи, ако сака нека да се насочат пари, некако да се злоупотребат. И она што ја тоа сум го кажал неколку пати. Знаете како, ја не видов тука политичките партии меѓу другото да разговараат на овие преговори, не само медиумите како ќе се однесуваат, туку како политичките партии ќе се однесуваат кон медиумите во извори. Па да прифатат некаков, да потпишат некаков образувачки документ во кој што ќе вика дека нема да вршат притисок, дека нема да злоупотребуваат јавни фондови, дека нема ова, дека нема она, да прифатат таква обврска и да се однесуваат некаков кодекс на однесување, буквално. Дека имаат и тие етички кодекс за однесување на избори, за однесување политички живот. Мислиш сега во конкретниот случај во преговорите? Меѓу другото и за тоа требаше, мене ми се чини барем, требаше да зборуваат, затоа што медиумско законодавство е комплексна, битна, важна работа и тоа без поширока јавна дебата
Да, ама тоа е, работата е овде кај нас, видите, во Германија, и покрај сите тие што ги имаат контролни механизми, во Велика Британија, ама тамо никој не тргнува со тој ум свесно да ги манипулира медиумите, да ги корумпира, и тоа на такво огромно ниво, на такво, на 13 декември 2013 година, луѓе блиски до ВМРО ДПМН купија 6 локални телевизиски станици стратешки распоредени низ Македонија. Мислам, моите колеги што ја правеа истражувачката сторија, нели, тоа е веројатно најдобрата истражувачка тројка што ја имаме во македонското новинарство, Сашка Цветковска, Мири Јордановска и Владо Апостолов, дојдеа до фрапантни сознанија. Мислам, тие се купени, значи сите 6 телевизии се купени од 3 фирми во еден ден. И сега телевизии кои фирми ги имаат купено тоа? Некакви фирми се знае, во центра се дознава, во централен регистар, ама газдите ги прашуваат од каде ви се парите, што не би требало да е проблем. Не знам, заедов кредит, продадов куќа, имам бизнис, неќат да кажат какви. И се знае тамо, се гледа, тој бил, например, советник во таа општина на ВМРО ДПМН, мислам, се газдата. И сега, и веднаш тоа веднаш пари доаѓаат, се гледа, тоа е купено на 13 декември и по завршна сметка таа година прикажува 200.000 евра профит. Чекај бе, како направивте за 17 дена 200.000 евра? А види му ги старите, немало, некоја мала загуба, мала добивка, годината се свртеле 15-20.000 евра. Да, околу нулата. Сега одеднаш, и кога ќе ги видите, како се вика, кога ќе ги видите медија плановите за рекламирање, кои ќе ги видите, гледате дека тие телевизии веднаш од како се купени, се избрани кај нив да одат владени реклами. Значи, тоа е, како ви кажам, тоа е цела една стратегија. Тоа е цела една стратегија со големи суми пари, со организирање на луѓе, со не знам, мислам, тоа е како, мислам, тоа е значи свесно некако за да се добие со тоа што мислам дека е бадиела, затоа што они сакаат све да контролираат, затоа што локалните медиуми се многу слабо гледани. Еве 2013 истражувањето на тогашниот Совет за радиодифузија што го вршеше Market Vision, испитаниците кои ги прашате која телевизија ви е најомилена, 96,2 велат национална телевизија, само 3,8 локална телевизија. И до ден денешен тие телевизии покрај сите тие пари се слабо гледани. Слабо се гледани. Ама не е тоа битно. Битно е напорот. Битна е идејата, гледајте сега, ќе најдеме телевизии што живуркаат, ќе земеме, ќе ги направиме наши, ќе им купиме опрема, не знам, за да работат за нас. Мислам сега, ние овдека збориме тоа да биде фер, тоа да биде вака, тоа да биде онака. Мислам, потоа... Да, повели. Мислам, потоа, тука има, мислам, видите, она што ние го гледаме во сервисот, главен проблем во македонско новинарство, не, во сервисот за проверка на факти, каде што работам јас. Значи, главен проблем има текстови каде што сме откриле говор на омраза, каде што сме откриле разни видови на дискриминација, не знам, национална, социјална, верска, расна, и има клевети, навреди. Ама главен, на она што го гледаме најмногу, тоа се манипулации. И многу е тешко сега тоа, како да ви кажам, да се утврди дали нешто е манипулација или не е. Мислам, има и онака груби манипулации, кај што веднаш се гледа дека тоа е со ниет да се нападне противникот без никаква причина. Да се оцрни, само денеска да има напад. Да се декласира да не остане во овој предизборен период и обично во битно е да има една, значи како случај има една нова информација да се појави денеска, може да биде крајно бенигна и крајно здодевна, само да се спомне името на политичкиот противник. И тоа се става напред, а позади после тоа се пишуваат уште 40-50 реда споранешни напади врз тој политички непријател. Вие кога бевте? Значи, да, тоа само повод нешто да се најде сам, и тоа такви текстови, особено па бомбите која течеа, тоа по 2-3 текстови имаше такви. Например, имаше купишта текстови од провладините медиуми, дознава тој и тој од извори, од високи извори од СДСМ, од извори од опозицијата, од извори од најголемата опозицијска партија. И никогаш не е спомнат изворот,
И никогаш тие вести не се вистините. Се што се напишало Добре, таму... да одиме на предпоставка дека имаат новинарите право на дискреција да го откријат. Да, ама сега видете, ја ви кажувам, работи, да. ви кажувам такви вести годинава само се објавени десетици. Ниедна не испаднала точна. Тоа се у најголем дел вести демек Заев ќе го срушат за 2 дена. Големо незадоволство во СДСМ. Заев ќе падне. Радмила Шеќеринска вака, Радмила Шеќеринска така и ништо тоа на крај. Или исто експертите. Експертите велат, експертите вака, експертите така, а никако експерт со име и презиме да се појави. Да, ама да, тоа на телевизија истите тие 2-3, да, а у текстовиве нема име. Нема име. Сами тие исто и тие вести, која ќе помине, например, време, после неколку дена, гледате дека тоа е невистина. Знаете како, Владо, се согласувам со него. Главните проблеми не се во непочитување на некаква законска одредба како треба да известуваат. На новинарската етика не се почитува, не се почитува професијата. Да, извините, значи ние сега фативме околу новинарската етика. Јас повеќе мислев на законскава регулатива, но не е проблем. Добро, фативме убав правец, ќе тераме. Па не, знаете како, слободата на изразување не е апсолутна. Во Америка е, кај нас не е апсолутна, има одредени ограничувања. И меѓународните документи велат дека тие ограничувања има сет на стандарди, што се вика тест на 3 прашања, мора да одговорат на 3 прашања, мора да се пропишани со закон, мора да имаат легитимна цел во општеството и за нас е битна оваа првата. Знаете, тој законот за медиуми, го спомнавме преѓе. Тој не може сега да им кажува на новинарите вие како ќе работите. Тоа се етички прашања. Колку извори ќе имате, како ќе ги цитирате и така натаму. Меѓутоа тој мора да каже дека говорот на омраза ќе се смета за легитимно ограничување на слободата на изразување. Дека не знам, повикувањето на насилство, одредени дела кон приватноста, па тука ви наведува Европскиот суд за човекови права дека на пример јавните службеници имаат мора да имаат повисок праг на повреда на нивната приватност и на повреда и на зајавен интерес, дури и за нивниот приватен и личен живот, а камоли за тоа како ја извршуваат или не ја извршуваат функцијата на која што биле избрани и именувани. Така што многу е тешко вие било кој да реагира, освен новинарската седница внатре, преку само регулаторни тела, за такви прекршувања, за манипулирање, за лажење, за клеветење, за навредување, затоа што факт е дека во многу малку случаи практично ви имате говор на омраза во на правната смисла на говор на омраза. Има тука многу омраза, имаме многу непримерен јавен говор ние во јавниот дискурс. Значи нешто што не би требало да го слушаме на телевизија, да го читаме во вестници. Тука многу има и неписменост, да се признаеме. Да, и сега не би зборувал јас за неписменост. Зошто не зборуваме? Ние сме со стажно. Да, за тоа се работи. Значи непримерен говор, нешто што не потпаѓа буквално во узанците, во стандардите на професијата. И тие не се ништо сложено, знаете, се работи за 9 точки што Меѓународната федерација на новинарите има усвоено и кои се некаков устав за новинарската професија. И да речеме, мене тоа што ми недостасува е медиумите би требало сите да имаат, не ми се чини. Секој медиум сам за себе, врз основа на тие 9 точки или врз основа на еден кодекс на кој се вика етички кодекс на новинарите на Македонија, да усвојат правила како ќе известуваат. Тоа е дел за сите нормални медиуми, тоа е дел од уредувачката политика. Зошто известуваме, што известуваме, како, на кој начин и така натаму. Ние немаме, знаете, се е сведено на тоа дека треба да се направи, ние го слушнавме Драган Павлович Латас, нели, на една од тие снимки, кои што нормално, еве ја да ја повторам таа веќе излитена флоскула дека никој не ги демантираше до сега или не ја оспори нивната автентичност, како ви слушате, ние добиваме привилегии и за тоа испорачуваме услуга. Тоа сум го слушнал и од други новинари, условно речено во тој провладен камп. Ние испорачуваме услуга и за тоа сме платени. И тоа не би требало да биде суштината на новинарската професија. И сега ние доваѓаме за тоа да збориме и доваѓаме до апсолутна ситуација да бараме ние законска регулатива за етички прашања, што не би требало и не би смеело да се дозволи. Така што
се сложувам, тешко е да се регулира оваа материја, до каде ќе оди регулативата. Традиционално се регулира радиодифузијата затоа што е ограничен ресурс. Фреквенциите се толку, сега Сега со дигитализацијава тоа ни веќе не е така. Малку се отвори, меѓутоа најверојатно и тоа ќе се скрати. Новите технолошки го смалуваат опсегот. Телекомите пред на почетокот на оваа година, значи телеком компаниите побараа од Меѓународната телекомуникацијска унија, ако не се лажам, сакаат дел од телевизискиот опсег кој што се ослободи затоа што нема толку побарувачка за сите тие новоосновани канали, па да тие да земат, значи тој ќе се смалува, сепак е ограничен. Колкава и да е бројката, кај нас очигледно не постои бројка за ограничување, затоа што сите сакаат да имаат телевизии. Да, добро, ама види, сега веќе ова, мислам, и телевизијата, нели, ја губи битката со интернетот, како што весниците ја губат. Веќе имаме земји каде што, како што не знам, Финска, Австралија, Бразил, Соединетите Американски држави, каде што граѓаните велат дека повеќе се информираат од интернет отколку од телевизија. Да не одиме во друг правец, сакам да кажам дека сепак покрај сите работи, Ван Хаутек ги собра политичките партии на преговорите. Новинарите се нормално реагираа, зошто не учествуваат во тие преговори, како гледаме на тоа, сак гледате на тоа, дали политичките партии може да го средат реформата во медиумската сфера, без активно учество на новинарските здруженија, на новинарите и така натаму. Тоа е битно прашање, што, да ви кажем, е оправдана реакцијата на новинарските здруженија. Да, од една страна... Сега во овој момент зборуваме, бидејќи тоа е денешен настан, пак тие преговори не се... Па, еве, СДСМ се согласи новинарските здруженија да учествуваат во преговорите, ВМРО ДПМН е против тоа. Видите, еве, например, нашиот председател Селмани, Насер Селмани, он вели дека, он исто така бара да бидеме присутни на преговорите, он вели дека треба да искористиме оваа шанса, затоа што друга шанса кој знае кога ќе не се пружи. И сега во овие ненормални околности, мислам, закон вака иначе не се усвојува, ни јавна расправа, ни ништо. Тоа велам, потребата, од каде, мислам, потребата. Потребата попретувам што оние црни... Да, зашто е лоша, зашто е лоша ситуација. И да, треба, значи, нема идеално решение, треба се што можеме да добиеме. Ако можеме да влеземе таму, да учествуваме на преговорите. Значи, што е главниот проблем? Главниот проблем е председателот на, како се вика, значи да се оствари што е можно поголемо влијание во агенцијата. Тоа е главниот проблем. ВМРО ДПМН најмногу би одговарало да остане се како што исто. Да нема никакви промени, се разбира, тоа е невозможно. И сега они гледаат што помалце да дадат. Што помалце да дадат, што помалце, не знам, ако може, не знам, да си остане господин Трајчевски председател. Арнама еве, според ова што го гледам... Мислам, тука е главното. Тука е главниот конфликт. Да, и они исто така не се согласуваат на големи казни, значи вака, тие големи казни за кои што се зборува и за кои што они вриштат дека не знам што, не знам, тие се однесуваат на големите телевизии каде што имаме необјективно информирање. Значи и тука има известни работи што може да, например, правото на демант е уставно загарантирано. Као што е слободата на мислење, така е правото на демант. Да, и таму нема деманти. Речи си да нема. Речи си ништо, или не знам, ќе остават на крај, ќе го скратат 5 секунди. И сега тука нешто може да се направи. И да, СДСМ за тоа бара да има моќен човек таму што ќе може да казнува. Значи, ти кога ќе земеш како се мислам, еве, тоа лице што го спомна Дејан, го спореди лидерот на опозицијата Зоран Заев со Сораја, а СДСМ го спореди и со Ку Клукс Клан на национална телевизија. Да не кажувам па глодурот на МТВ тамо што кажуваше референдумот, извинете се, ова една минутка само, референдумот во Шкотска бил фалсификуван. Сите тоа го знаеле. И го објавиле. И не, сите тоа го знаеле. Да, на YouTube имало некое видео, арно, ама BBC не објавил.
Зошто? Зашто такви биле националните интереси. За да не се наруши некој Да, некој национален државен. Мислам, видете какво. Ко прво, значи шкотите се претргнаа да го добијат тој референдум. Ако они знаеле дека е фалсификуван, они ќе направиа лом тамо. Ќе рипнеа, ќе кажаа зашо ни го фалсификувате референдумот. После, ако BBC не објавил, па има купишта медиуми ни цел свет. Тој референдумот цел свет го следеше. Зашто ни еден мејнстрим медиум не објави? И како тоа сега BBC не објавил нешто заради национални интереси? Тоа нема везе, значи како BBC која ќе му текне лаже. Тоа е поврзано значи со оправдувањето што не се објавија. Да, што не се објавија лентите од прислушуваните разговори. Еве двајца да ве прашам, дали во принцип требаше националниот сервис да објави дел барем од снимкот? Па да, требаше се, тоа е вест. Значи видете, значи гледате се, он вика ние треба да го браниме националниот државниот интерес. Не националниот држав, националните и државните интереси имаме и скапо платени луѓе да го бранат. Тие скапо платени луѓе што ги плаќаме со огромни пари се викаат политичари. Вие треба да се бавите со новинарство. Тоа е вест. Никој не бара со саати да ги пуштате. Кажете ги главните извадоци и толку. На крај на краиштата тие се презентира на пресконференција на опозицијата. Регистрирајте како пресконференција на опозицијата и дело со како смешно беше. Пазете, тие извештаи, сега иде извештај и сега аз можам да замислам на тој новинар како го правил тој извештај, а не смее да ги спомне лентите. А главна тема на пресконференцијата се лентите и сега идат некои кадри од Заев, некои кадри од луѓето, нешто се кажува, ама тоа нема никаква логика, пошто не смеат да се спомнат лентите. Знаете, тоа изгледаше крајно непрофесионално, кога сме више кај тие, знаете, ќе кажат денеска опозицијата или опозицијскиот СДСМ објави нови прислушкувани разговори и тие 5 секунди ги имаш за тоа и постоа што велат експертите, удри по опозицијата. Така и што направивте вие кога бевте на власт? Тоа е кршење директно на законот. Законот сега за другите, за комерцијалните телевизии нема ништо во тоа, околу тоа како треба да известуваат, има упатства некакви кои што зборот треба, сега не сум правник, не знам што збор треба, наспроти зборот мора, значи во закон, меѓутоа за македонската телевизија во 2 члена 110 и 111 буквално има какво треба да биде нејзиното известување, целосно, непристрасно, објективно, значи буквално етички правила поради значењето на тој јавен сервис, посебно во еден ваков мал, а презаситен пазар каде што никој нема пари. Го слушнали што рече Главор? Вика, јавен интерес на јавниот сервис е да известиме што правил председателот, што правил премиерот, што правиле министрите, дали проектите што се ветени се остваруваат, тоа го интересира даношниот обврзник, се друго е парцијален интерес. Како бе така, фабрика некоја ако не загадува тука, ако не гуши, тоа парцијален интерес? Ова емисија не е да одговараме на некои други. Ама не, ова е илустрација, до каде сме отидени? Проблемот е во тоа што некој работи по природа, по својата природа се јавен интерес. Вршењето на јавните функции, трошењето на јавните пари, јавното здравство, образование. А каде се анализите за трошењето на јавните пари? Каде се анализите на трошењето на јавните пари и на задолжувањата и воопшто на дефицит, на буџетскиот дефицит, на буџетските трошења, на буџетските приливи и така натаму. Добро, имаме уште 15 на 20 минути од емисијата. Ќе ве прашам сега за проекти што ги спроведовте вашите организации, невладина организација, ЦРМ, да речеме и Центарот за проверка на фактите. Дејан, вие сега направивте еден проект и го завршивте и многу содржаен, многу се информирав од него, многу информативен е. Еве, тука, баш за овие прашања имате вие заклучоци, констатации, анализи, како да ги наречеме, донесено. Учество на ЦРМ во креирањето на законите на новинарските здруженија, наблюдување на ЦРМ на работата на Советот за радиодифузија. Дали да ги споменеме неколку од овие, до што дојдовте кога го работевте проектот, до какви заклучоци, до какви сознанија и откритија? Значи, да речеме за агенцијата, затоа што Совет за радиодифузија нели не постои веќе. Добро, ја по старо го викам. Полесно ми за изговарење. Многу време, скоро година дена, половина година се изгуби додека се избере нов совет. Од како стапи на сила законот. Тука има голем простор му имате дадено на овластувањето на директорот на агенцијата, да.
До ден денес да речеме не е избран заменик на директор на таа агенција. Значи законски рокови се пробивани. Тоа зборува за примената да речеме на законите. Како и сите регулаторни тела претходно, што додека беше Совет, сите наши регулаторни тела никој од нив многу малку регулираат, многу малку се занимаваат со освојување на политики за развој на секторот. Туку главно се задоволуваа со тоа што затекнатата состојба ќе ја прифатиме и ќе гледаме да, ако може, нешто што одговара на, ако се политички притрасни, на нашата политичка опција или било што, така што само се натрупуваат проблеми. Агенцијата потроши недозволено, ми се чини, многу време и средства на опремување на својата и на изградбата на својата нова зграда, да речеме. Се занимаваа со набавки, со намештање, не се занимаваа со тоа што случува. Не се занимаваа, например, со тоа што јавната телевизија... Не се занимава, не ги трошија парите, значи биде поконкретен. Па, знаете, таа треба парите да ги троши за развој на дејноста. Тоа е, да. Кој што избрана. Меѓутоа 60% од буџетот оди на набавка на, не знам, на намештај, на опремување на зградата, а другите 40%... Тоа укажува од вашите анализи. Ода да плати. Знаете како, таа се занимава со тоа, не гледа што се прави на јавниот сервис, да речеме, нивниот мониторинг, го следат пазарот, па даваат извештаи, никој пат тука нема никакви упадства, многу малку има анализа за изборите, да речеме, ги следеа изборите, имавме само квантитативен преглед, никогаш не излегува со квалитативен преглед. Имаат стручна служба која што е оспособена и тие луѓе знаат како да направат таа работа, никогаш не видовме, да речеме, како медиумите како известувале за... Така. Одиме во интерес на времето сега за вашето наблюдување на зголемувањето на учество на буџетските пари во финансискиот колач на МРТВ. Па, знаете како, тоа постојано расте. Не знам, од некој 15% 2013 година, за минатата година беше околу 30% веќе едно, 29,5%. Да, ја ги имам, да. За 15-та година предвидено е дури 31% од вкупниот буџет на македонската радиотелевизија да биде од државниот буџет. На 2013 беше сето тоа е поврзано со собирањето на радиодифузната такса, а резултира во влијание. Знаете како, луѓето од македонска телевизија тие најредовно взимаат плата. И буџетските пари, кои што би требало, ако веќе ги добиваме, да се знае со закон да биде определено, точно што ќе се трошат главно за продукција, баш за така, за национален идентитет, за било што, за некаква квалитетна продукција. За продукција. Тоа е најважно. За давање плати и секоја. Знаете како, јавната радиодифузна такса е значајна затоа што таа кај луѓето би требало. Барем таква е идејата. Меѓу другото, освен што даваат некако чувство на собственост на тоа што го добиваат. Ја на неколку места им кажам, и сега ќе повторам. Кај нас стално обичните граѓани, мајка ми, да речеме, таа вика, зошто да ја плаќаме оваа кога не ја гледаме? А вистинското прашање е, што би требало сите да го поставуваме, луѓе, зашто ние ова не може да го гледаме? Значи, негледливо е, а плаќаме за тоа. И мислам дека кога ќе почнеме сите да си го поставуваме тоа прашање, ќе почнеме да се движиме кон тоа да добиеме вистински јавен сервис, за кој што тврдам и постојано ќе тврдам дека во мали медиумски пазари, мали медиумски системи, каде што поради презаситеност многу се, знаете како, кога има малку пари, а многу играчи, секоја пара е битна за сите и многу е полесно да ги корумпирате медиумите. Јавниот сервис би требало да биде заштитен. Затоа што е тој на сите. Тој со самото зголемување на процентот на учество од буџетот во вкупниот буџет на МРТВ веќе станува се поголем зависник од волјата на... Знаете како, не зборувам сега само за ова. Во принцип е така. Сакам да ви кажам, тоа не би морало да биде проблем. Меѓутоа проблемот најверојатно и до луѓето. Има огромен проблем со луѓето, барем луѓето што се на раководни позиции. Кои се? Од која провиненција? Политичка провиненција. Главниот одговорен уредник на јавниот, на првиот програмски сервис, на јавниот радио сервис, на МРТ, во јавност, на јавна дебата кажува, не бе, тоа не е јавен сервис, тоа е државен сервис. И разликата помеѓу јавен медиум и државен
медиум голема разлика. е значајна. Државните медиуми углавно сите постојат или постоеа во социјалистичките земји, диктирани се знае тоа е тоа, таа е една телевизија и таа ќе ја гледате. Јавниот сервис е нешто сосема друго. Програмскиот совет на МРТВ, исто така го имате анализирано, составот? Составот е исто, не знам, од сегашните, прво тоа тело се намали, тоа тело исто така треба да биде големо и треба да ги представува сите што е можно повеќе различни групи. Македонското општество во сета негова различност. Што повеќе интереси, да. Да, што повеќе интереси за да може тоа да ги подготвува стратешките документи и развојот на телевизијата за да одговори на што повеќе од различните интереси, групи што постојат во општеството. Да. Таа телевизија мора да произведува. Вам барем не мора да ви објаснувам, вие и бевте најголемиот дел претпоставам од професионалната. Таа треба да има програми за сите во општеството, тоа не значи дека таа треба да се занимава само со некомерцијална програма што не ги интересира, меѓутоа треба да биде иновативна, треба да биде универзална, треба да биде достапна за сите. Колку е оваа наша... Треба да има креативност, треба да има креативни кадри вработени во македонската радиотелевизија. Треба да информира, да едуцира и да забавува, меѓутоа креативни кадри во македонската и воопшто во медиумите е прашање на одредена дарба, одреден талент, значи со медиумите не може секој да се занимава, нели Владо? Да. Особено во еден сервис кој се плаќа од буџетот и од радиодифузна такса и така натаму. Но одиме само уште едно прашање, па ќе се префрлиме на Владо. Значи, уредовачката политика на јавниот сервис и неговата поврзаност со власта се нотирани и во извештајот на Економската комисија за напредокот на Македонија во 2015 година. И се вели дека не е финансиска независна, МРТВ не информира балансирано. Тоа е во вашата анализа во Центарот за развој на медиумите. Па не знам, мислам за тоа веќе зборевме, не знам што би можел да кажа. Треба само да ги погледнете вестите. Знаете како, таа телевизија не промовира јавна дебата. Да. Не промовира јавна дебата за Ние една телевизија нема, мислам ние една емисија нема во таа телевизија дебатна. Знаете, не е дебата да повикате четворица истомисленици и тие тука да почнат да черечат. Тоа не е дебата, да. Да черечат некој што не е присутен. Така е. Без можност тој да одговори, што е исто, едно од основните начела на новинарската етика е тоа, дека ако некој е спомнат, треба да му се даде можност да се брани. Уште 7 минути за Владо. Владо, значи во Центарот за анализа на фактите не е вака, значи сервисот за проверка на факти во медиумите нема проблем, работи во рамките на фондацијата Метаморфозис. Значи вие се спротивставивте на една изјава, односно допис на една функционерка на МАН, мислам дека во овие другиве медиуми што се критички настроени во обсервацијата на општествените и политичките случувања добива 20 милиони евра годишно и се окарактеризира како една опонентна сила која сака да по таа основа со располагање на големи пари, со располагање на големи медиуми да ја урне власта. Вие се спротивставте на тоа со една одлична анализа. Значи, тоа ми е прашањето сега до тебе. Да, па се разбира, тие пари се не постојат едноставно. Мислам, 20 милиони евра изнесува вкупниот телевизиски национален пазар во земјава. Значи, вкупните приходи на сите телевизии. Тие имаат 1000 вработени. Кај се другиве 1000 вработени што ги трошат овие 20 милиони евра? Мислам, нема везе тоа. Значи, јас ја правев таа анализа, нели? Вкупните средства што странските донатори ги даваат во медиумската сфера изнесуваат 1,3 милиони дена, од кои најголем дел, 60-70%, одат за државните институции од медиумската и телеком сферата. Значи, најголемите проекти одат за МРТ, за Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, за АЕК, Агенцијата за електронски комуникации, и тоа се повеќе годишни проекти. Се разбира, има тука многу добри проекти. Значи, за да добиете проект од странците, за да добиете помош од странците, треба да направите проект.
Значи, освен Фондацијата Отворено општество, која финансира медиуми, значи секојдневното функционирање на Арно, ама такви се само неколку портали се, 3 оваа година. Идната година може ќе бидат и помалце. Финансирани само од Сорос, така? Да, не, добро се, не, они конкурираат и за други. Арно, ама ова е, говорам за секојдневното финансирање, значи за плати, за режиски трошоци, тоа го прави само Сорос, никој друг. Другите донатори можете да добиете помош за проект. Значи, треба да направите проект. Најубаво е тој проект да го правите со партнери. Уште подобро кога би го правеле со странски партнери, со партнери од регионот, прекограничен проект, например, со работка унапредување на добрососедските односи. За работи кои што ги нема. Например, во организацијата кај што работам јас, сега нова работа која што ја немаше, независна новинска агенција се направи. Мала независна новинска агенција, тоа е нешто што многу нас ни треба, зашто во медиумите сите ги обработуваат истите информации, истите соопштенија, истите, не знам, податоци, истите настани. Вака би имало независна агенција од кај што би можеле да ги добиваат тие податоци. Потоа, имаме емисии, например, они многу полагаат на тоа за подобрување на меѓуетничките односи. Алсат како двојазична телевизија доби тука помош за да направи двојазична дебатна емисија. Таква немаше, сега имаме. Значи, и тоа е добро. Да, не знам, има детски емисии што они ги помагаат и така. Арно, ама таква сума 20 милиони евра, тоа нема шанси, тоа. Ако смеам само да Само дополнам на таа тема. како не Дејане, да. Мислам, ја може да замислам како ќе изгледаше во тие неколку портали што се критички кон политиките на власта да влезеа 20 милиони евра. Знаете што, со 20 милиони евра порталите ќе беа на Марс. Меѓутоа нема, просто влада објасни. Јас сум работел, има само сите податоци, само да кажам. Сите податоци ја мислам дека фондацијата Сорос, која што е главна на удар, и сите други донатори, тие се јавни и отворени, секој може да им пристапи. Значи, споменувањето на такви бројки е најчиста, најдолна манипулација. Ништо друго и обид да се оцрнат и странските донатори кои што се уште работат во Македонија и посебно тие што добиваат средства со знаеме веќе предавници, да дури се доведуваат до толкова политичка сила која преку медиумите и преку овие толку големи наводно финансиски донации сакаат да ја срушат власта, да ја срушат државата и не знам зашто. Тоа е работа. Но знаете што, само еве уште едно прашање, уште 3-4 минути имаме. Конкретно за фондацијата Сорос. Значи, овде фондацијата Сорос е толку црнета од провладините медиуми, се добива дека тоа е некоја огромна сила која работи навистина на подкопување на системи, така на платеници. Која е таа сила Сорос? Што е тоа Сорос? Што е тоа Соросоиди? Дали вие Соросоиди е навредлив и дискриминаторски термин. Медиумска аналитика, можете тоа да го кажете, бидејќи тоа е многу присутно вака во речникот на провладените медиуми, па дури и поградни зборови со Роспи, Мороспи и така. Да. Соросоид, тоа се навредливи дискриминаторски термини кои што добиваат значење во зависност моментот. Мислам, не знам, можете да бидете соросоиди ако немате никаква врска со Сорос, например, проект нема никаква врска со Сорос. Јас секој ден соросоиди платеници. Мислам, не знам што да ви кажам. Моќта на Сорос, видите колку тоа смешно. Значи Сорос, Фондацијата Отворено општество, исто добива помош како и сите други. Најголем дел од средствата што ги троши Фондацијата Отворено општество ги добива од УСАИД од Европската унија. Средствата што ги добива од Европската унија за проекти ги потпишува Зоран Ставревски. Значи, ИПА фондовите, најголем донатор во Македонија е Европската унија со 95 милиони евра годишно. Секоја донација што се дава од ИПА фондовите треба да ја подпише Зоран Ставревски. Значи, голем дел од средствата што ги добива Сорос од Европската унија за тие проекти за граѓански организации ги подпишува Зоран Ставревски. Зоран Ставревски е главниот Сорос. Да, Зоран Ставревски е главниот Соросоид. Тоа треба да се каже, да се знае, мислам. Ама како да ви кажам, тоа ми е некако, мислам, тоа е све познато. Добро, која е целта на фондацијата Сорос, еве, името? Видете, значи, медиумите, треба да ги викнете нив, јас не можам да говорам за нив, можам да кажам за они имаат големи проекти, например, они работат, имаат 10 години голем проект за едукација на ромите. Помагаат невладени организации
организации, тоа помагаат директно, мислам, извесен дел од невладиниот сектор многу тешко ќе се снајдеше без помошта од Сорос, но таму има многу вредни невладини организации што помагаат на деца, не знам што работат, еве како што се они следат што прават институциите во медиумскиот сектор. Па овие 3-4 години МДС, значи они имаат правник и тој правник која има агенцијата состанок, тој правник се нацртува таму. Затоа што новинарството ни е слабо. И тој правник се нацртува и тој правник ги слуша таму. И они знаат дека тој правник е од МДЦ, дека е правник, дека се разбира што зборат и ако нешто направат што не треба, веднаш знаат дека тоа ќе излезе во јавност. Значи, ете да не бил тој правник, да не седел од недела во недела од сите тие седници, кој знае што ќе се случило. Така, значи, која е целта да се анатемиса? Па мора да се најде непријател. Значи тоа е сега на власта, тоа е не само однос на Сорос. Да, Сорос беше најмногу на удар зашто беше многу податен за напади, ама мора да се создадат непријатели. Значи лентите со прислушуваните разговори многу ја оцрнија власта. И сега власта мораше да направи се што е во нејзина моќ да ги оцрни нејзините политички противници, за народот да добие впечаток сите се исти. Дали Соросовата фондација ги помага и провладините медиуми? Па не, ама они не конкурираат таму, како да ви кажам. Тоа е битно прашање. Они не конкурираат таму. После, они не ги следат принципите на отвореното општество. Најголем дел од провладините медиуми, портали, например Сорос, редовно помага неколку портали, а еднократна помош додели на пар печатени изданија. Ама вие, кога сте помогнати од Сорос, вие мора да имате импресум као портал. Мора да се знае организацијата, адресата, главен уредник, новинари, уредници, све мора да се знае. Зашто ако некого навредите, ако некој сака да ве тужи, да знае кого да тужи. Во провладините медиуми, они немаат импресум, човеч. Мислам, еве, имаме, како се вика, големите мејнстрим провладени портали, како Курир, Прес 24, Република, добра и за Република, еве, Курир, Прес 24, толку. Тие се па, Прес 24 е најчитан, најголем портал во Република Македонија, со 300.000 посети месечно, од различни луѓе. Го знаете ли кој е тамо бизнис уредникот? Кој е политичкиот уредник? Како може, пазете, најголемиот портал во Македонија? Па тоа уредниците негови треба да се нон-стоп викани на вакви емисии. А тој нешто не е викан, нешто не го знаеме човекот, не знаеме ни кој е, нема импресум, не знаеме ни дали постои, не знаеме кај да го најдеме. Исто, Курир. Курир е исто така влијателен, провладин вебсайт. Неговите уредници, особено политичките уредници, политички би требало да бидат јавни личности, познати, да имат ставови, вака да седнеме, да дебатираме. Ама какви, ние не ги знаеме луѓето кои се. Да, уште една завршна реченица, ако имаш потреба. Па, немам, знаете како, ние мора да работиме, меѓутоа решенијата за проблемите во медиумскиот сектор мора во голема мерка да дојдат од. Само така може да обезбедиме медиуми кои што ќе известуваат јавноста и тоа ќе го прават во склад со новинарската етика, во склад со позитивните прописи, во таа мерка во која тие не одат на тоа што е допуштено во ограничување на слободата на медиумите и слободата на изразување. Јас се надевам дека овие преговори ќе завршат со некакво позитивно решение. Проблеми очигледно има, меѓутоа, ете, сега и Европската унија се зафати за тоа. Кај нас традиционално некако странците стално имаат многу поголемо влијание врз нашите власти отколку гласачите на тие добро, сега особено со договорот од Пржино, да, силно влијанието и јас по таа основа се надевам дека нешто ќе се направи. Меѓутоа, тоа велам, нивниот договор, ја предпоставувам дека примарна задача ми требало да биде да ние да добиеме објективно известување и на јавноста и која што би била информирана да гласа на тие наредни избори во април или кога тога ќе бидат, и тоа би требало да биде примарна, а после тие избори да седнеме и да разговараме, да се покрене вистинска, инклузивна, како се вика тоа, јавна дебата која ќе ги собере сите се интересирани страни и сите што сметаат дека можат да помогнат, да видиме, значи, што треба да се регулира, како да се регулира и кои да бидат принципите на кои што ќе биде заснована таа регулатива. Инаку можам вака да заклучам јас како да завршна реченица дека
Сума сумарум, до некојаси голем помрднување во објективното новинарство и информирање до 24 април нема да се постигне, бидејќи се уште е провладениот сектор многу јак во новинарството. Ако се согласувате. Па да, сега се уште го чувствуваме притисокот, ама ќе видиме, има уште 5 месеци, има критички телевизии кои што напредуваат во рейтингот, ќе видиме. За 5 месеци работите може многу брзо да се придвижат. Ви благодарам многу што бевте гости во вчерашната емисија. Па се надевам дека ако сте расположени бака да се собереме уште некој пат барем до пролетете до изборите, ги протресеме овие прашања. На гледачите можам да им се заблагодарам за учеството, за тоа што не следеа вечерва и ви пожелувам се најубаво до следниот петок. Пријатно и до гледање.